Богатиот човек и неговите 5 браќа и сиромавиот Лазар. Ова е запишано во Лука, Евангелието според Лука, 16 глава, од 19 до 31 стих. Богатиот човек, кога се најде во мака во пеколот, рече: не, татко Аврааме, само ако отиде некој од мртвите кај нив, тие ќе се покајат, мислејќи на неговите браќа. Ова е единствениот пример во Библијата каде што некој во својата мака повикува кон светец. Но тоа не заслужува внимание, нито пак дава некоја можност за практикување. Во Библијата никаде не се спомнува некое обраќање на некој пророк или Божји слуга да бара помош од некои светци кои живееле свето и праведно, а потоа да им упатуваат молитви. Како што забележуваме, Бог го дава овој пример на другиот свет и има друга намена, односно тоа е во меморијата на неверникот. Неверникот не го познава Бог ни на земјата, ни на небото, но тој има доволно слушнато за големите Божји слуги, Авраам, Мојсеј, Ное, Самуил и други. Всушност тие не го познаваат Бог и обично се свртуваат и бараат помош од луѓе кои ги познаваат, а за кои знаат дека биле Божји слуги. Тоа е типичен пример и за денешното време, кога луѓето им се обраќаат на оние личности кои се запишани во Библијата. Да беа посредници, може би ќе имаше некој настан што зборува за тоа и ќе знаевме за ефектите од тоа. Авраам вели дека луѓето на земјата ги имаат Мојсеј и пророците. Тој со тоа не сакаше да им каже дека сега сите пророци и Мојсеј се единствените посредници. Туку им ги предочи Божите откровенија преку пророците и Мојсеј, како представници на Божиот совршен закон и небесните откровенија. Да имавме помилостив светец од Исус, тогаш ќе имавме универзална двојна почит кон Божите објави. Едната ќе беше кон вечниот Создател, а другата кон созданијата, и ќе ја делевме Божјата слава и со Бог и со неговите созданија, така што Бог немаше да биде заслужен за се, туку ќе имаше двојник. А Бог во своето откровение во Библијата вели: јас својата слава не ја давам на друг. Пророк Исаија, 42 глава, 8 стих. Молбата на богатиот човек за неговите браќа е одбиена. Се прашуваме или се прашувате зошто? Како прво не е разумна, а како второ, невозможно е да се прифати. Не само што постоела морална несоодветност за прифаќање, туку и одвојувањето помеѓу едниот и другиот свет не го дозволува тоа. Петмината негови браќа се во опасност да дојдат на истото место на измачување. Бидејќи живеат во согласност со нивните чувства и нивниот животен стил, а не со она што Бог им го открива преку пророците и општо преку Божите откровенија. Тие пред се не се во опасност затоа што се богати, туку затоа што неверието е проблемот на нивните срца. Богатиот човек во молбата што е упатува кон Авраам е проследена со критика, што значи тој дава некакви аргументи дека не се доволно предупредени или евентуално постои можност ако Бог действува подрастично, тие би се пробудиле од своето неверие. Меѓутоа, одговорот на Авраам е негативен и аргументот на богатиот не држи. Тој му вели дека и да се случи некој драматичен настан, тие пак не би верувале, бидејќи не е до чудото што ќе се случи, туку до срцето кое е закоравено и обземено со земните привилегии што ги стекнало. Каков бил ефектот од петмината браќа? Да предпоставиме, ако например Лазар отиде и се представи како воскреснат од мртвите, ефектите би биле овие.
Тој стои и чука на вратата на нивниот дворец, најпосле влегува со сопствената гробна облека. Неговите светкави очни топки и излабените образи го објавуваат како жител на тесната врата. Во длабок посмртен тон, тој вели: „Јас дојдов од ноќта на гробот и знам за смрт, за пекол и за рај. Тоа е сета вистина што треба да се знае, да ја знаете. Јас сум сведок на тоа, зашто оттаму доаѓам за да ви ја кажам вистината. Дали тоа ќе ги убеди? Првиот брат да претпоставиме дека е фарисеј. Тој е фарисеј, тој е самоправеден човек, тој пости, тој се моли, тој дава десеток од својата заработувачка, тој не е како другите луѓе, не се чувствува грешник, тој во своите очи е праведен, добар и пораката сигурно не би се однесувала за него. Такво би било неговото мислење. Тој во својата самоправедност не може да види што се случува позади гробот. Неговата вера е ограничена и повеќе размислува на својата правда за да се фали пред луѓето, отколку да ја бара Божјата праведност. Тој ги признава Божите слуги, но никако не оди по нивните стапки и не сака да оди. Последните времења наликуваат како првиот брат фарисеи. Луѓето ќе се држат за некого или нешто, светец, име, богат човек, човек со титула и така натаму, но тој се останува на своето, без да ги менува своите ставови. Зошто? Затоа што е фарисеј. Да претпоставиме дека вториот брат е садукеј. Тој не верува во ангели, духови и задгробен живот. Тој е скептик на сегашното време. Кога смртта доаѓа, тоа е крајниот и целосниот завршеток на човекот. Тој ја објаснува појавата на Лазар како оптичка илузија. Тој е од гранката на атеизмот, со сите негови елементи, со намера да се одрече од Бог и да се прогласи сето тоа за виша сила, за енергија, божественост, надприродно, но никако Бог. Никако Бог кој има личност и кој може да разговара и да се грижи за луѓето. За него сите елементи за друг свет се неприфатливи, бидејќи материјата и тоа што е пред неговите очи и се што постои, другото е само човечки фантазии и суеверие. Затоа тој лесно би го отфрлил Лазар, кога би тропнал на неговата врата и му рече дека доаѓа од другиот свет како воскреснат. Пораката лесно би ја отфрлил. Да претпоставиме дека третиот брат е запослен многу. Тој е трговец, тој купува, продава, заработува, тој е претерано алчен човек. Може да се каже дека неговиот брат не му остави наследство и сега не може да поверува дека е можно тој да се грижи за неговата душа во вечноста. Тоа се луѓе кои се оправдуваат секогаш и секогаш ги ставаат обврските на прво место. Имаат волови, коли, ниви, куки, ги женаат синовите, внуците и никако да најдат време за Бог, за Библијата, за служба и за било што друго. Може би се свесни дека постои, но немаат време за Бог. Тој е запоставен од нивните мисли. Да претпоставиме четвртиот брат е модернист на времето. Тој е модерен човек, човек на естетски вкус и култура. Тој се изгубува во себе си и во убавините на природата, на уметноста, на литературата. Тој ги прелистува познатите книжевни дела на Шекспир и многу други. Всушност, неговата пофалба лежи во човечките достигнувања. Ако си напреден во она што е напредно во овој свет, тогаш тоа е вредно. Се друго е споредно за таквата личност. Во тоа е вклучена науката и неговите и новите откровенија на научниците.
a гледањето на Лазар во неговиот дворец е навреда за него, за неговите чувства. Што бара овој просјак во неговиот двор? Неговите напредни мисли и науката не му дозволуваат да се занимава со просјаци и да размислува за покаяние. Пораката не е и за него. Петтиот брат е префинет и човек со изнежнета душа. Тој е деликатен човек, со бледо лице. Најмалите нешта го растреперуваат неговото нежно и плашливо срце. Тој не поднесува возбудувања. Гледајќи го Лазар и неговите посмртни алишта, тој се онесвестува од гледката. Тој не се впушта во необични нешта, зашто е сака реалноста и ја гледа и ја негува својата душа. Тој е со послаби нерви и не може да го носи товарот па и на другиот свет. Доволен му е овој и сите оптоварувања што ги има во него. Тој од време на време е религиозен, побожен, за да ја смири својата совест и своите нерви. Но во други случаеви, се му е преку глава и од религија, од религиозни личности од овој свет, буквално од се, бидејќи јадот на неговата душа ги надминува сите нешта што ги доживува. А Лазар во никој случај не смее да го вознемирува. Тоа е неговиот одговор, кога некој би воскреснал од мртвите. Денешните проповедници се заменици на старозаветните пророци. Ако тие ја објавуваат пораката, онака како што Бог ја дал, тогаш нема да има можеби толку изгубени души, како што беше богатиот човек и слични на него, кој живееше раскошно и се облекуваше секој ден со нови свилени облеки. И на крај, како што ги следат делата на благословените спасени мртви, така и овој богат човек кој бараше решение за неговите браќа, ќе ги сноси последиците од тоа што го презре најголемото духовно и вечно богатство, кое не можеше да го види заради земното пропадливо богатство. Тој се наоѓа во мака, Лазар во живот и блаженство. А ако обичните средства на милост пропуштаат да не преобратат, не треба да се очекуваат вонредни, тоест чудотворни средства, воскресение, лечења и слично. Ако обичните нешта не биле силни да ги преобратат луѓето и отпаѓаат како средства, значи дека и чудата отпаѓаат, бидејќи не е проблемот во пораката, туку во начинот на кој луѓето живеат и како гледаат на пораката што им се опатува. Господ нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.